Сеш да играме нешто? Не ми се игра ништо. Сеш да излеземе малце до град нешто? Не бе, не ми се мрда. Глеј што е убаво. Кај да идеме у град, бе? Гледао какво е време. Охо, сеш до музеј, например. Например, нема потреба. Зашто? Супер си у музеј. Празно, мирно, нема никој жив. Ева и овде бе дома си е супер. Празно, мирно, нема никој жив освен тебе. Можеме да отидеме на Боза и на Еклер, например. Абе, можеме да отидеме ние и на шампити, и на идијанки, и на лимонада, ама не сакаме. Типај бе. А сакаш да идеме на новите вендинг машини да те носам? Вендинг машини, Да. топ. Ама иди сам, жити све и донеси нешто за грискање, сокче некој или газирано виски на киселење со мај. Не се такви вендинг машини, овие се новите вендинг машини на Пакомак. Што За рециклирање се овие машини. Има такви у Македонија. Има во сите големи маркети, скоро во сите големи маркети и у Скопје и низ Македонија. И колку ги има? Негде околу 70 на такви роботчиња има низ Македонија. што збори? Армија цела, да. А не разбирам, што е фората со нив? Што? Со вендинг машините, па тоа се машини за рециклирање. Ти си рециклираш, си добиваш поени, Добро. зелени поени си добиваш, ваучери добиваш и со тие ваучери ти можеш да си пазариш негде, да си плаќаш општи комунални услуги и такви работи. Какви поени се добивале? Зелени поени. А, сериозно те прашам се. Сериозно ти кажувам, добиваш зелени поени. Па го тупиш сега. Бе, зошто мора поени, бе, да не се обични поени, морале да биделе зелени поени? Па тоа е смисла да се у тој фазон да бидат зелени поени, што па ти се фати. Немој пак за боите. Те молам, немој за боите. Друго нешто за машини, бе, уште. Значи, викаш, може да се плаќа со тоа? Како? Овие јавни услуги, општински, комунални, со Да, да, све тоа, добиваш ти зелени поенчиња, ти викам, добиваш ваучерчиња и со тоа. А како и ја, например, лично, можам да добијам такви поени? Па ти како можеш лично? Па треба да ја симнеш апликацијата на мобилен телефон и после тоа ќе си отвориш профилче, откако ќе го имаш тој профил. Одма комплицирано. Зошто комплицирано? Уопште не е комплицирано, ти кажувам, они ти праќаат таму активацијски код. Ти со тој активацијски код добиваш више профил, таму ти се редат више тие поенчиња. Комплицирано е. Нема на апликацијата си е све напишано. Зошто би било комплицирано? Кажи ми зошто би било Па комплицирано. нема мобилен. Како бе така? Така. Нема. А викаш ти на тие вендинг машини, нема ништо за грискање, за сокче, за газирано, за киселина. Не, само тоа што ќе си го испил ова. А баш би било добро да има. Замисли да има. Доаѓаш да рециклираш, а истовремено си земаш нешто газирано конзервичка, па си ја пиеш, па и ома рециклираш и неа. Па може си грискалки нешто, па и тоа другото го рециклираш. Бро, ба знаеш дека не ти е лоша идеја. Стварно ти е добра идеја. Да. Ова, сакаш да им пишеме писмо на Пакомак? Не, докажи ми уште за машинава. Значи, сакаш да идеме да ја видиме машината, да вишкаме. Многу се добри машини. Ептен. И ќе си ја симнеме таму апликацијата на мобилен. Абе, нема мобилен! Боре. И некако па и не ми се верува дека немаш мобилен, да ти кажам. А добро, не може апликацијата да се симне за на фиксен телефон? Те зезам, не. А не може, а? Не може. Пу, на Марс се качија со камерите, ова не може. Апликација на фиксен.
Секој час ширум во светот се фрлаат неколку милиони парчиња пластичен отпад. И тоа не само што влијае штетно на природната средина, туку и директно на потрошувачот. Секој еден жител на планетава Земја во моментот кога ќе се ослободи од пластичниот отпад во природата, не знам дали знаете, но тој отпад останува таму најмалку 500 години. Пластиката ни треба многу долго за да се раствори и тој процес трае многу долго. А хемиските производи кои што се ослободуваат во водните патишта и кои што одат во остатокот од животниот свет, на крај доаѓаат и ни се враќаат на нас во вид на храна, како што е на пример рибата. За 25 години тоа што сте го фрле во природата, ќе го едат. Химикалиите исто така стигнуваат до водата, а најмногу до водата од бунарите. Затоа, Пакомак ги постави своите нови вендинг машини на секаде низ Македонија во големите супермаркети. Денеска се наоѓаме во Веромаркетот, каде што ќе разговараме со нашиот нов гостин Ико Брдаровски. Ико, како си? Добар ден, благодарам на прашањето, одлично. Со ваква екипа, како може човек да биде? Кажи ми, каде и кога прв пат ги поставивте првите вендинг машини и зошто? Па, првите вендинг машини, проектот со вендинг машините започна пред 5 години, почнаме да развиваме наша вендинг машина и таа сработка ја започнаме баш со Веромаркетите. Ни подадоа рака, да кажам, на соработка, не поддржаа во тој проект за поставување на тие машини. За подоцна, после 3 години, да направиме голем исчекор, да поставиме модерни, нови машини, оние кои што ги развиевме, ги поставивме во училиштата и веќе со големи чекори одиме напред во реализација на тој проект, кој што веќе станува и одржлив и функционален. Ико, можеш ли да ни кажеш дали имате некоја статистика колку луѓето во Македонија ги користат овие вендинг машини всушност? Па тоа е сега она што го збориме, дека проектот станува одржлив и функционален и дека и понатаму ќе го реализираме во годиниве што следат. Почнаме со некои 4-5 илјади корисници. Меѓутоа, во последниве години, од кога почнаме да ги ставиме овие модерни машини, корисниците се зголемуваат за 1000 до 1500 корисници на месечно ниво. Така да денеска, на денешен ден, имаме 43.000 корисници на овие машини кои што активно ги користат и пуштаат шишиња во нив. Така, значи дефинитивно се зголемува бројката се повеќе и повеќе, така. На почетокот, значи второто прашање малтене ќе ми беше тоа. Има ли разлика од почетокот до сега, ама веќе ми даде одговор на... Видете, има разлика неочекувана и за нас. Ние почнавме многу предпазливо со десетина машини пред 4 години, пред 5 години. Меѓутоа, кога гледаме дека ова општо прифатено кај луѓето, и кај младите, и кај оние кои што се 18 години, да кажам, веќе кај нив се кршат копијата, дали да селектираат, дали да собираат отпад или не, и кај постарите, кај различни категории на луѓе, гледаме дека се повеќе и повеќе ги користат и мора да продолжиме, не можеме тука да застанеме. Бидејќи оваа машина ако не работи, ние одма добиваме реакции зошто машината не работи. Мора постојано да ги следиме и да бидеме во чекор со корисници. Некои планови за воиднина? Планови за воиднина за последниве 5-6 години планираме да поставиме уште најмалку 100 вакви машини низ Македонија. До сега имаме 70. Значи за некои 5 години од сега да имаме околу 200 машини во секој поголем град во Македонија. Сега имаме во Скопје и уште во 13 други градови. Да им овозможиме на луѓето да ги користат и да правиме нешто добро за наша планета кај што живееме, нели? Да. А овие вендинг машини ми изгледа како да се поинтересни кај младите генерации. Барам така и ние мислиме во Кико. Дали вие го делите истото мислење со нас? Па види, сега го извадив телефонот за да баш тоа да демонстрираме. Направени се да бидат поинтересни за младите. Има мобилна апликација која што младите може да се ја користат, да се собираат поени, се скенираат тука за користење и тие поени се ги трошат за нивни потреби во маркети, а сега почнавме и во кафичи. Например, може да си пијат кафе, сок и да си добијат попуст за тој сок со поените кои што ги собрале од тие машини, така да направена е и за постарите. Тие што не сакаат со телефон, може само со едноставно активирање на машината на екранот или може па и за младите со мобилната апликација да се користи самата машина, да биде нешто интересно за сите возрасти. Одлично.
Сите знаеме дека пластиката е многу штетна за околината. Можеш ли нешто да ни кажеш повеќе околу тоа? Колку таа и штети на нашата околина и колку тоа ја загадува околината? Па види, европските земји кои што се понапред од нас на оваа тема, имаат донесено нивни закони кои што ние тука почнуваме да ги имплементираме, кои што велат дека 90% од пластиката која што се конзумира, пластичните шишиња, вилушките, лажиците за еднократна употреба, мора да ја собираат. Да не заврши на депонија, таа да се собере за да се обработи. Зошто? Затоа што за производство на ново шише треба да користат ресурси од земјата. За да не ги трошиме ресурси во земјата кои што се ограничени, а многу народ живее на оваа земја, многу ресурси треба за нови производи пластични, треба да се собираат и од нив да се направат нови производи, да се рециклираат за да се заштитат ресурсите од земјата. Инаку пластиката ако заврши во природата или на депонија, таа се разложува и потоа преку почвата оди пак во ланецот на исхрана кој што пошто ние ја конзумираме храната, дали ќе заврши во морињата или во земјата, таа пак ќе ни се врати во ланецот на исхрана, затоа е подобро да не заврши на депонија. И плюс што кај нас бар има примери, ги гледаме од секојдневието за жал, се палат депониите. Се палат заради таа и меѓу другото и пластиката која што завршува таму, и тоа нели го загадува покрај почвата што се загадува со распаѓањето, се загадува и атмосферата, воздухот. Па сега нели излезе едно видео на социјалните мрежи каде што веќе буквално во центарот на градот на плоштад имаше запалено неколку пластики кои што гореа, мислам чим веќе до таму стигнавме, значи ептене работава горе. Сега замислете се дали не знам дали може да си представите, ние со овие 70 машини кои што ги имаме сега ставено, за еден месец собираме повеќе од 1.000.000 шишиња. 1.000.000 шишиња си дошле, ете тие 40.000 корисници и пуштиле 1.000.000 шишиња, нешто повеќе од 1.000.000 за еден месец. Значи за цела година собираме над 13 милиони шишиња сега, замислете со 200 машини кои ќе собираме, а инаку тие 1.000.000 шишиња се некаде околу 2 до 3 шлепери од најголемите што ги гледате, полни со шишиња, сплескани. Да, така да тоа е сериозна бројка на амбалажа која што ако не бе овие машини ќе завршеше таму кај што не сакаме да заврши. Апсолутно. Јас имам податок дека еден човек просечно во текот на денот да прави ѓубре околу од 2,5 до 3 кила дневно. Да. Така да ова со шишињава е нели исто бројка која што стварно рака шокира. Значи, тоа се факти, тоа ние ги броиме, секој шиша го броиме ние и тоа е транспарентно, го кажуваме и треба да го збориме, треба вака да го споделуваме со луѓето да знаат и секој да се замисли кога ќе има шиша во рака што да направи, дали да го фрли или да си го стави во колата да си го фрли. И да го рециклира. Да го мислам дека треба да го покажеме процесот на рециклирање пластични шишиња. Да, имаме шишиња. Ми текна. Ајде да видиме, дај ми го мене тоа. Ајде. Ти ќе го пуштиш тоа шише, значи пред да се користи машината има мобилна апликација на мобилен телефон, лесно достапна за превземање. Тука се скенираме за да видиме, за да машината да ме препознае мене и да си ги добиам поените од пуштање на ова шише. Значи се скенирам и сега ми вика добре дојдовте. И потоа ја го пуштам шишето и добивам поени за тоа шише. Сега можеш да го пуштиш и твоето шише. Значи многу едноставно и многу лесно и многу елегантно за користење. Така и сега овие поени што ги собираме, можеме да ги употребуваме во веромаркетите, во повеќе маркети уствари во цела Македонија. Сега овие 9 поени кои што ги имам јас, ќе ми стигнат на мојата апликација, ќе си ги претворам во ваучер и кога ќе одам во Веро или во кафич, во одредени кафичи или во маркетите со кои што соработуваме, кога ќе си пазарам, ќе си добиам попусна. А исто така можеме да ги донираме во СОС детско село. Можеме и да ги донираме, да, ако не сакам да ги трошам во маркети или во кафичи, можеме да ги донираме, да направиме уште едно добро дело покрај заштитава на животната средина. Така да целиот систем е поврзан и мислам дека секој оној кој што селектира и кој што ги користи, едноставно се чувствува убаво и дека прави некакво добро, нешто добро за околината. Супер, одлично.
Тоа беше се за оваа емисија. Ние ќе земеме се со Дали и со Кико да ги дорециклираме шишиња, пошто ќе идеме на кафе и ќе си лапаме по 5 до 10% за кафе. Ико ти благодарам уште еднашка. Благодарам и на вас и да бидеме примери за сите генерации млади. Така е, се надевам дека ќе бидеме еко-френдли и дека ќе се обидеме што е можно повеќе да рециклираме, да селектираме отпад, а вие останете со Агенда 20 и што? Еден. Тоа! Чао, чао. Го земате шишето? Чекај, Чекам, ајде чекам. се брзо. Добро. Еве. Еве што ќе ти донесе нетрпеливост. Чекај малце, сега да ви кажам ја. Значи не треба да ја пикаш раката, тоа е грешно. Тука само го ставаш. Тоа што може раката не е шише, така? Не може да отиде, ама значи шишето го ставаш и толку. Влиза као... Влиза од страната. Чекај ќе видиме. Ете ги прифаќа. Тоа! Ќе ги прифаќа. Четири Идемо, значи толку. Еве го. Аве, Кико, бе. И сега гледате како 18 поени. 10 денара цак, Па, ситни пари. што му плаќаш? Да. Кафето 60 и 10 Ти помост. 10 по. Така. Ајде, стави Кико. Ајде, ајде. Ајде, мајки. Да. Ајде, гледаш. Ајде научи. Лапај си ко 25 Што ти е технологија, мајката е. леле. Чекај да видам. И сега гледате како и забавно е, така? Да, реално забавно. Ме интересира позади што им прави. Подади ги сплескува. Ги сплескуе? Ги сплескува, И љушти. И отиде да види. Значи не треба да се пика, не треба да се пика рака внатре. Ја цело. Да не ја прими. Колку поеник имаше сега ста другата ќе са грабнатата. Да. Това. Дечко, вади И сега што е важно, кесата ќе си ја чувате за следниот пат. Кесата не се пика во машина. Кесата не се става, значи Но, кесата вака се прави. Да Ја и речеме. пиќе си ја мене. Ова, Пакомак. ова. Вака. И за... Вака. Вака. И ова у джепче тука. Така, ова не се фрли. Машината е заклучена. Машината е заклучена, имаме Ви благодарим. Ви благодариме. Чекај, поените стигна. Ајде, Поените ке стигна. части следно кафе. Идеме на кафе. ајде. Идеме на кафе. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Добро бе, зошто не се ослободиш од овој отпад? Зошто? Ова било отпад, пази што збориш. Ова за мене никогаш не знаеш кога може пак да ти притреба. Тоа е токсичен отпад. Ако може не изгледа така, ова е многу отровно. Сакаш да се јавам? Нула отпад. Што е тоа нула отпад? Тоа ти е компанија во Македонија која се грижи за електричен, електронски отпад и за батерии. Ти се јавуваш и они доаѓаат и ти собираат све. Све. 070 236 000. Ало, нула отпад. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак.
вендинг машина е машина каде што ќе ставиш пари натре и ќе напишеш бројка и тоа бројка каде што има како не знам чипс, бонбончиња, чоколадо, ќе падне доле. Ја мислам еколошка вендинг машина значи како ќе имаш пластичен шиша и може ќе видиш неколку на отпадот, ќе ги собереш во како кеса и тие само ќе ги ставиш во машината, ќе ти даде како таков чек, знаеш, чек, ќе одиш до таму и тие ќе ти даваат колку пари. Јас што знам, ја мислам како еден шише што ставаш од таа машина како 25 центи. Јас ги фрлав пластичните шишиња во канта, ама сега дека знам има таква машина во Македонија, сега таму ќе ги ставам да добиеме пари. Машините што имаат гречки храна во нив. Би била како поеколошка и тие хартиите од јадењата ќе бидат еколошки рециклирани. Исто некако нешто на дзица лепено, има стикери од тоа, ставаме чашка во него и кога кликаме стикерите или од Кока-кола и ако го допреме и го стиснеме малце, ќе излезе Кока-колата во чашата. Земаш апликација и ја ставаш во едно дупче телефонот вака и ти пишува да го ставиш отпадот. Носиме пластични Шише и го ставаме во таа машина и ни враќа пари. Има во Капитол, има во Изгейт молови и други молови. Да. Па вендинг машина е кога се ставаш например паричка или нешто или ти носи топла чоколадо, грицки, така нешто. Па да, имам видено кога се става шише и тоа се рециклира во друго шише. И ти дава малку пари, ама тоа ги мотивира луѓето да носат повеќе и повеќе шишига за да повеќе имаме поздрава средина. Да, со татко ми многу пати во Веро, точно знаме локација и се, и во градскиот парк ги има. Да се става ѓубре и после тоа да го рециклира. Да, сум рециклирала. Пластични шишиња, како машина. Па ја мислам дека ставаш некој отпад натре и се враќа назад ко нешто што може да се користи пак. Во лето собрав 1000 шишиња, ги ставивме сите и дојавме 200-300 денари. Екологија е наука за природата. Е наука за природата? Па за да можеме да чуваме природата, за да можеме да бидеме подобри со природата. Екологија е наука за природата. Како наука за природата. И по екологија светски ден кога се насадува дрва, кога се трга отпадот и така понатаму. Грижа за природата. Наука за природата. Па екологија, па состојбата на околината. Сите мислат дека ако еве јас нема да направам голема промена ако фрлам ѓубре, ако јас ова го соберам, значи сите мислат така, но ако пробаме малце различно, имаме надеж, сакаме да го промениме ова, мислам дека стварно може да се направи промена и да стане почиста Македонија. Според мене, јас сметам дека екологијата е наука за чиста средина. Јас го сваќам тоа како прочистување на нашата средина за подобар и здрав живот. Екологија. Грижа за околината, да кажам, за природата. Наука или пак процес каде што не учи да ја заштитиме или да ја негуваме планетата Земја. Таа е битна за нас за да живееме во здрави услови, да живееме здрав живот и пред се нашите деца и нашите родители да живеат здрав живот. Рециклирањето мислам дека е исто така голем дел екологијата и дека треба да се рециклира. Не само на мојата, туку и на постарата генерација, постарите генерации би им рекол дека треба да возат помалку автомобили, дека треба да возат точак повеќе. Екологија е кога селектираш ѓубре за да не загадуваш природата. Екологија е наука за природата? Екологија е наука за природата. Еколошка желба ми е да не загадуваат во море и во земјата и плюс да не сечат дрвија. Мислам дека тоа е многу битно, затоа што ако се штетиме на нашата природа да ја штетиме, ќе се штетиме на самите себе.
Па во смисла на децата да го мислам дека од децата ако почнат да го користат често или да им биде во нивната секојдневна рутина, мислам дека тоа ќе помогне многу. Доста ни е загаден воздухот и дека немаме голема свесност за екологијата и за тоа колку уствари е голем проблем нашето загадување и уствари дека новите генерации воопшто не ги интересира за тоа колку воздухот е загаден. Општо како луѓе не сме свесни за тоа колку штетиме на природата со загадувањето и со све тоа што го правиме. Мислам дека сепак ние сме главните причини за загадувањето. Најдобро би било прво да бидеме свесни за тоа колку е многу загадено и колку доста Македонија е загаден, колку е доста загадена и би рекла дека почесто би требале да одиме пешки, да не користиме автомобили. Би требало да организираме некои си акции, да собираме отпадот, да не фрламе. Не ми се верува. Мораш да си купиш мобилен телефон. Не морам. Абе, мораш бе, глупо е денес да немаш мобилен телефон. Денес може и глупо, ама утре да немаш мобилен телефон е многу паметно. Верувај ми. Што малтретираш, бе? Симни апликацијата, ќе си имаме заедничка апликација, заеднички поени. А зашто да не си купиш мобилен телефон? А зашто да не ја симнеш апликацијата, да си имаме заедничка апликација, заеднички поени? Како ќе знаеме кои поени чии се? Ај. Па ќе си запишуваме во тефтерче, бе. Ти знаеш јас колку сум педантен за тие работи. Болje да си купиш телефон. Болje да зачитиш. Телефон, бе. Па тие па со айфоните. Бр, звончиња, дедобразовци, елкички. Бигај, бе, Вибер, бигај тоа. Добро. Ти мислиш не знаеш кај си, а они знаат кај си. Викаш. Вибер, бигај тоа геолска